Поздрав, магични мои! Добре дојдовте на Уналун Тарот. Јас вас сите ве поздравувам и од сето моје срце ви се заблагодарувам за секоја ваша енергија упатена кон мојата страница и кон мојот YouTube канал. Ајде да видиме што треба да слушнете сега, која енергија доаѓа према вас, која што ќе треба да се одвие во наредниот период кој што баш буквално надоаѓа према вас. Овие се колективни енергии, може би нема да резонира со секој од вас, но доколку ве пронајде ова видео, знајте дека тука има една реченица, буква, согласка или пак цело видео ќе биде за вас. Енергетска вредност која што се надевам дека ќе се препознаете, но и дека ќе ги замените улогите во секоја ваша енергетска вредност. Ајде да видиме зашто сакаат да ни говорат денеска тарот картите, што треба да слушнете за вашата енергетска вредност. Што доаѓа према вас? Енергија просветлување, енергија мир, но и енергија на прочистување. Па, драги мои, ова е една огромна енергетска вредност која што за секој вас ќе биде во доминантна енергија. Значи, ова енергетска вредност ќе биде дека некој од вас ќе треба да се просветли во некоја енергетска вредност каде што и ќе треба да зрачите, но и ќе треба да го пригрлите вашето високо јас во некоја зададена ситуација која што доаѓа во наредниот период према вас. А тоа е ситуација каде што ќе се осеќате чисто, мирно. Енергија каде што ќе имате самоконтрола, но и ќе дадете можност да вашите имагинантни енергии или пак нешто кој што треба да се одвие во наредниот период ќе биде токму наменето за вас. Значи, ова ќе биде настан кој што преку просветлување, преку енергија да добиете некоја енергетска вредност, аха момент, оваа просветленост ќе биде енергија на аха момент каде што ќе ви гарантира можност да добиете мир во вашата енергетска вредност доколку се работи за енергија каде што немате мир, во премногу движење, премногу активни мисли имате или пак сакате некоја ситуација да се реши по мирен пат, токму тоа ќе го добиете во наредниот период. Значи, токму тоа доаѓа, но ќе треба да исчистите една ваша структура, една ваша пурификациона енергетска вредност, каде што и оваа пурификација, ова прочистување ќе биде и на енергетско ниво, но и ќе биде во енергија да бидете во прочистување на вашиот простор, таму каде што работите, каде што боравите, или пак енергија каде што доколку се работи за љубов, за љубовни, комплементарни енергии, емотивни случувања, треба да ја исчистите просторната енергија околу вас двајца, околу ваши две енергии. Енергетска вредност каде што и вашиот духовен, инвикативен, енергетски дел ќе се прочисти и ќе доживее просветлување или пак божествена светлина, каде што и просветлувањето ќе се случи во зададен момент каде што ќе доживеете еден мир и една утешна енергија каде што ќе биде комплетно составена во вашата енергетска вредност. Доколку сте љубители на кристали, овие карти ве советуваат да тоа што доаѓа према вас можете да го брзате на ваш начин доколку носите со вас или пак манифестирате или пак енергија да држите во вас енергии на селенит, дамбурит и енергии на аквамарин. Ове се кристали каде што и ќе треба да ви го забрзаат процесот на просветлување, доаѓање на аха момент, енергија каде што и ќе треба да го прочистите просторот и вашиот духовен енергетски дел,
каде што резултатот на вашето случување ќе биде во енергија да добиете смирение или пак да се чувствувате смирено или пак да решите проблем кој што ќе биде во мирен пат, значи помирен пат. Ајде да видиме и тарот картите што сакаат да ни кажат. Многу се причливи картите. Ајде да видиме што сакаат да ни кажат тарот картите. Кралицата на пентаклите. Енергија, сила, каде што и ќе дадете сила, тоа што ќе дојде во вашата енергетска вредност, драги мои. Кралицата на пентаклите е комплетно благородничка енергија, не е битно дали е машка и женска. Ова енергија ќе биде во енергетска вредност на добивање на благослови од универзумот, каде што таа силина ќе ја видите во вашата енергетска вредност. Значи, ќе добиете силина за некој аха момент, ќе се просветлите, вашата визуализантна енергетска вредност или пак вашата мисловна енергетска вредност ќе се просветли, ќе ви се отвори чакрената енергетска вредност, каде што некој ќе добие излив на емоции. Значи, комплетно универзумот му отвара пат доколку се прочисти една огромна енергетика, а оваа енергетика е асот на куповите. Енергија каде што со асот на куповите ќе завршите еден долг процес на измачување, на повреда, на самоповреда. Енергија каде што и сте биле повредени од стари енергии кои што ќе треба да ги исчистите околу вашата енергетска вредност. Да знаете дека ќе биде малку потежок патот, но тоа што надоаѓа према вас ќе биде во енергија да ги отстраните сите негативни енергии кои што се упатени према вас, за да нема повторно застој во вашата енергија, за да дојдете до смирение, значи до мирна енергетска вредност. Дали ќе биде со партнерот или пак ќе биде во енергија да сте биле повредени од некоја персона во љубовен енергетски дел, во емотивен енергетски дел, токму сега универзумот ви ја дава можноста да дојдете во асот на куповите, но претходно да ја промените вашата енергија. Кога ќе ја промените вашата енергија, овие 10 мачеви ќе бидат крај на најтешкиот дел. Енергија каде што и ќе бидете во ваша енергетика. Значи, асот на штаповите дава една огромна напредна енергија каде што вашата визуализација ќе се исцели. Значи, ќе добиете нови можности, нови имагинации, каде што и ќе го цртате вашиот живот во вашата енергетска вредност. Да знаете дека се што е токсично во вашата енергија, ќе треба да го исчистите, а тоа ќе го направите со каменот селенит или пак ќе треба да направите некој самостален ритуал или пак да исчистите персони кои што ви попречуваат на патот до успехот и до вашата енергетска вредност. 7 пентакли, енергија каде што ги посадувате вашите плодови кои што треба да ги соберете таму кај што сте се давале во некоја работна енергија, ќе треба да собирате плодови, драги мои, дали било на парична, стабилна енергетска вредност или пак на ваша емотивност. Ајде да видиме што друго. И Хенгенмен, значи ќе треба да ја исчистите вашата негативна енергија, да не се давате целосно во ваша емотивност, да не бидете жртва на некои настани кои што не се долични до вашата енергетска вредност, туку само да ја преобратите вашата енергија за да добиете мир и спокој во исполнување на сето тоа што и го посакувате. Се гледаме во наредна порака. Поздрав!